го следите новото издание на подкастот Сана на ти. Денеска мој драг гостин, еден актер, наш млад, харизматичен актер, кој што ми бил мене гостин во студиото на Слободен печат, меѓутоа во подкастот е за прв пат и она што е многу интересно е првиот актер во мојот подкаст. Лазе, добре дојде во Слободен печат во Сана. Да. Стварно брзо? Да. Јако. Така да ете, така, тоа е еден податок плюс. Некако не знам повеќе со музичари и драго ми е вака што ќе отвориме нови прашања, глумачки прашања за тебе. Среќен сум и јас. Како си денеска? Па супер сум денеска. Многу сум среќен што сум овде и што ќе си направиме муавет во моето слободно време, а твоето неслободно време. Твоето време на работа. Моето време на работа. Да, ама нема врска, ќе виш дека ќе се дојде као на 20-та да не е слободна, така да. Добро. Лазе, прво колку години имаш? Јас се извинувам вака неспремна што 27 имам сега. 27. Пред некој ден проверив, нешто се замислив вака. И секој се замислувам, не знам, види го претходното интервју кај тебе и кога ме прашуваш, ја правам 25. Нешто ептен ми е календарот ми прави. 27 кога наполни 27? На 3 март оваа година. Што си во хороскоп, ја не знам тоа на памет да кажам. Риби. Риби си. Да. Тоа те прави емотивец? Не знам, не верувам во формула. Не се шалам. Значи, прв пат поставувам прашање што си во хороскоп, ама интересен е муабетот. Кога беше гостин Лука од Фанк Шуи, баш го правевме муабетот дека многу се отвараат луѓето кога ги прашаш што си во хороскоп, одма тоа као не верувам, ама пак си се отвараат некако чудно. На Лука тоа му е некоја тактика за да разбие некои социјални бариери, влегува на луѓе така на концерти на нешто. Што у хороскоп што не гужва на пример журка него. У хороскоп што си? Да. И така тргнува муабетот. Ама и она риби. Така да ете. Поздрав Лука. Да, риби ептен. Поздрав Лука, да. Добро, ајде вака да започнеме. У принцип си ги правам муабетите така со некој хронолошки ред. Ајде. Да започнеме со тоа кога си бил мал. Какво дете беше? Лазе, беше палаво дете, беше вакво хиперактивно како што си сега? Па не знам, не се сеќавам од муабети. Ова од муабети се. Што ми кажувале? Па дека јас сум бил како бебе од самите почетоци, значи во стомакот, не се шалам, не во стомакот, а ја покасно. Овако сум бил мирно бебе. Добра. И после сум бил немирно дете. Добро. Кога сум искочил од количката детска. Добро, имаш скршеници по себе, кршеше раца ноза или немаш такво искуство? Откај знаеш дека имам многу? Не знам. Многу. Предпоставам личиш на човек што има. Пошто Многу. кога дојде Да, овде немаше скршеница. тоа што направи? Ова е од фудбал. Паднав на фудбал Добро. прошла недела, односно понеделник, ова со ФК понеделник играме, у Мажермало на Бетонското и паднав. Па добро си прошол. Пошто играм фудбал као скинат. Играм по 3 фудбали неделно. Од кога не сум го чула како скинат, браво. Да. Добро. Така што да, имав скршеници многу у животот, рацете, нозете по 2 пати ми се кршени. Да, од ролерки, од паркур, од сите можни ствари што ќе ми паднеле на памет како дете. Сега паркур, и тоа сум, јас скокам, нема везе. Дебело тромаво дете, ама и он иде, тоа му е на него. Да се проба. Така што да, многу бев у гипсови таму, 7-8 оделение. Супер бев. Вака сакаш адреналин? Да. И што е, имаш нешто кое што ти онака, нешто најстрашно адреналинско кое што си го доживел, шок некој адреналински? Шок адреналински? Па сега не можам да се сетам, ама доста работи сум правил у животот со изнајмување глисери, со возење на закинтоси, со не знам, со планинарење, хајкање, одење, извидник бев долго време, со извидници сме оделе уште од дете на некои такви ствари. Сега тоа не се некои екстремни работи, не сум скокал со падобран, се разбира. Се разбира. Не сум скокал, не сум имал прилика да скокнам, меѓутоа се разбира дека би го направил тоа. Да? Да. Си сакаш? Да. од што се плашиш, вака не као стравови, после ќе збориме за тоа и тоа се ме интересира, него као фобија, имаш од нешто фобии, нешто, не знам, од инсекти се плашиш, не знам. Па немам некоја фобија така, само многу ми е незгодно
на изгресонце ми е. Не на изгресонце, пред изгресонце во зората, кога зазорува. Сушто. Не знам, некоја језиво чувство имам, ептено нака, некогаш со панични напади, али да, тоа е зезнато. Меѓутоа, тоа повеќе се поврзува со некои психолошки трауми, можеби повеќе отколку со некоја фобија. Као, не знам, ја имам фобија, само страв ми е. Веројатно нешто е, некоја нешто стекнато, некоја... Добро, психолошки трауми спомнам, морам тука да оваква. Обично траумите нели се врзуваат за она што се случувало во минатото. Се сеќаваш како детството си го памтиш како убаво детство или ете детство кое што ти донело трауми? Какво детство имаше? Беше среќно дете или имаше проблеми, не знам, во училиште, булинг, мулинг, учеше, не учеше, те сака, професорите не те сака? Какво ти е искуството од детство? Генерално, не само од детство, до сега, професорите не баш ме сакале, меѓутоа вистинските професори, секојаш имало по еден или двајца вистински професори кои што ќе препознаат што се случува со овој идиот, знаеш, дека има зашто сега ова дете вака бесно, има зашто ова дете условно не почитува авторитети, има зашто е тоа. И ќе се обидат да пречекорат некои бариери, не знам, социјално професионални, за да може да стигнеме до нешто подобро, до некој резултат. Тоа се случувало уште од основно, па се до факултети. На факултет исто така. Морам да ја поздравам мојата професорка по сценски движења и танци, Кренарен Евзати Кери, која што, мислам, стварно е еден прво строг педагог, затоа што предава една строга техника и е, мислам, руска школа, предава танци, балети и такви работи. Тоа знаеме дека е строго дисциплинирана работа. Нешто на кое што не ви личам дека јас би бил квалитетен во тие полиња, меѓутоа она нашла начин како да овако јас стварно сум уживал на тие предавања и во сите тие и успеси и конфликти кои што сме ги имале на тие теми. Тоа е сега посвежо. А као дете, мислам, не знам, може би биле малку потолерантни професорите. Сум имал, може би, булинг од некој не знам, не добро воспитани деца, меѓутоа не го гледам тоа искрено као траума. Не би ги припишал моите трауми на таквото однесување. Тоа брзо сум го надминал, брзо сум го скопчал што е поентата, веројатно. Може би сум имал некои други трауми од, може би повеќе од дома или у однос на такви некои работи, меѓутоа социјално не мислам дека нешто многу сум истрауматизиран. Добро, па добро. Значи, барем од таа страна си сеф. Некако си се вклопил. Иако си различен, тоа се приметува на прва и професионално и приватно кога те гледа човек, мислам баш се приметува тоа различното. Кога беше тука кога разговаравме, имаше интересни муабети, тогаш беше дел од Статуа Фест. Значи си го пробал и тоа, некако ми личиш на човек кој што сака предизвиците. Тоа е сериозен предизвик. Апсолутно. Да, тоа живите статуи, нешто каде што си го предизвикуваш и умот и телото до кој максимум може да отиде. Да. Го правиш тоа и во животот? Приватно? Да, апсолутно. Апсолутно, затоа што мислам дека се останато е досадно. Се останато го знаеме. Секој изграден пат го знаеме. Значи, автопатот го знаеме и го возат сите тој автопат. Океј, само право е, океј, тука има бензинска, тоа ги знаеме тие работи, досад можеш да заспиеш на аутопут. Ама кога одиш ти по некој свој пат, вака од планината, од тука сакам да одам и одиш натаму, тоа е интересно, тоа те држи буден цело време, мислам. И да, ги сакам екстремите се уште. Не само професионално или уметнички, туку и во самиот живот. Мислам, слободното време гледам да го потрошам на фудбал, затоа што е прекрасно возбудлива работа, прекрасно возбудливо хоби. Таму
ти делиш еден терен, делиш една идеја, го делиш своето слободно време со уште 10 други луѓе кои што дошле да го прават истото. Разговараме на некое друго ниво, исто како во театар. Мислам, правиме муабет за акцијава каква ќе биде, никој не му е гајлеш каков ти бил тебе денот денес, што работиш или не, сите гледаат како се дае гол. Тоа е прекрасен обред. И играм фудбал во секој момент кога можам, затоа што е една од малкуте работи кои што знаат да ме опуштат и да ме потрошат како што треба. Да. Секој аспект, веројатно, и физички и психички. Да. Не размислуваш на ништо. Мажите и жените се во суштина многу различни во однос на тоа, на тој overthinking. Да, морам да те прекинам. Мислам дека главниот проблем е дека едниве се машки, а другите се женски. Таму е разликата. Ти тука може да завршиме тоа. Не, се шалам, што сакаш да кажеш, пред да фатам да решавам крстословка. Те молам да кажеш не. Не тргнете крстословка, тоа ќе асоцирана дека ти е досадно. Не. Ама вака ми бегава, кога секој сабајле со другарите решаваме крстословка у Крашбар, таму има овој слободен печат. Да, му се читаме тоа. Поздрав до Крашбар, еден од оние кои што се поддршка во однос на читачите на Слободен печат. Муабетот ми беше следен, пошто го спомна тој момент на психолошко навлегување во нештото и ми текна дека честа тема на разговор меѓу луѓево е токму тоа, колку сме ние у суштина не суштински принципелно различни, дека сме едните жени, другите мажи, него баш сме различни. Значи, тоа што за нас значи размислување 24/7, за вас е празно, бланк, нема. Вие сте многу попрактични, побрзо ги решавате работите, доека ние ги обмислуваме многу. Има ли некои работи са толку многу изнаприв муабет за да те прашам дали има некои работи кои што те замараат и кои што не сакаш да ги размислуваш еднакво од прва. Не те интересира, например, општествени промени, не те интересира, не знам, проблеми у социјалниот живот. Што е онако што те замара и не сакаш да го размислуваш, ама баш онака го тргаш од секојдневие? Тоа е како што и сама знаеш, веројатно, многу људска, многу природна работа, некогаш премногу сум засегнат од такви работи, во зависност од тоа какво е моето секојдневие. Доколку ја имам време да се замарам и да мислам што се случува социјално или политички или било што, тогаш го правам тоа, нормално, затоа што сите сме дел од општеството, особено некој од нас кој што се бави со јавна професија носи огромна одговорност. Значи ние носиме одговорност преголема со ова кое што сега го правиме овој разговор, затоа што не знаеме кој не гледа, како не гледа, во кое стање не гледа, што може тоа да разбуди кај него и така натаму. Исто и овде што е напишано, исто што у театар ќе отиде некој да гледа. Значи имаме одговорност према тоа, затоа сметам дека двајцата од нас, односно сите кои што се бават со јавни професии, мора да се многу предпазливи во однос на тоа. Мора да се многу засегнати со тоа што се случува стварно, да бидат будни и да лично ги сваќаат сите општествени работи, затоа што се едноставно дел од тоа. Меѓутоа, кога има денови каде што се случуваат субјективно поголеми проблеми, тогаш стануваат банални сите други работи. Стануваат банални, едноставно. Не знам, можеби кога личноста која што јас ја сакам најмногу на целиот свет, не знам, например мојата мајка, не ми текна некој друг. И кога она нешто ќе ми каже или ќе се случи нешто со нејза кое што е надвор од секојдневието, тогаш се ова друго станува банално. Така. И е нормално тоа да биде така. Значи банално е више кој е на власт, кој не е на власт, што се случило на улица, дали денеска работеле семафорите или не работеле. Онака као тоа е под дефолт исклучено. Мислам дека тоа е многу здрава практика, затоа што ако не е така, тогаш имам проблем со приоритети и со чувствување на вистинските чувства. Знаеш, ако сум социјално преокупиран, ако се водам по некој, не знам, лайфстайл или некој активизам или нешто, сега јас сум феминист
и сега феминистот во мене е поактивен од тоа што мене дома ми се случува, тогаш не знам, имам проблем со емоциите, премногу сум рационален во однос на работите, некогаш не е тоа добро, затоа што ти можеш да бидеш, луѓето околу тебе не се толку рационални, луѓето околу тебе чувствуваат. И јас сум се фаќал и себе си во повеќе прилики кај што сум супер рационален, се обидувам да ги рационализирам моите чувства и така натаму, меѓутоа тоа е на штета на луѓето кои што те сакаат. Еве некој одговор, не знам дали беше вожња една, не знам дали Супер. Таман ми го одговори на место прашањето. Актер не е професија која што е, нели, онака рандом. Ти текнува и актер ќе бидам. Веројатно е некој порив, некоја љубов која што ја имаш во себе. Не мора да е дефинирана како актерство, меѓутоа како нешто кое што кога си го препозна тоа кај себе ти? Па, кога бев дете. Сега пред малце. Не, стварно, кога бев дете. Сега, нема да слушнете одговор кој што ќе биде од 2 години глумам, нешто дома кажува вицови, не е тоа. Не е тоа, да. Овакво, па уште во основно имаше некоја секција или некој плакат, некое детско драмско студио, па покрај останатите 8 активности што ги имав како едно многу живо дете, кои што беа, например, англиски, фудбал, пливање, значи фудбал и пливање се тренирало паралелно, за мене тоа било нормално. На тренинг сум денеска на фудбал, утре сум на пливање, зошто да не е? Знаеш, и англиски, и фудбал, и пливање, и извидници, и глума, и се од тоа било паралелно. Не можам да кажам дека сум го одбрал ова да биде, ова ќе биде и ништо друго. Тоа понатаму станало, тоа подоцна станало да биде на тоа фокусот, затоа што веројатно сум го почувствувал како вистинското. И глумата како уметност почнува, театарот како уметност почнува од глума, уште пред 2000 повеќе од 2600 години во Европа, почнува од базична потреба некој да каже нешто и некој да го слушне тоа нешто. Значи многу едноставна. Да, ама ентертейнинг е поентата. Да, меѓутоа она што сакав да кажам дека се базира на потреба. Едниот има потреба да каже нешто, другиот има потреба да го чуе тоа нешто. Доколку нема некој потреба да го чуе тоа нешто, тогаш ќе умре таа уметност. Односно може да не умре, ама нема да биде уметност, ќе биде само обред, кај што некои се собираат и глумат нешто. Така што таа потреба, ова не сум го сватил додека не сум го научил у школа, нели? Меѓутоа таа потреба сум ја имал. И откако сум го научил тоа у школа, тоа сум сватил, сум се обидел да ги сватам сите останати работи кои што ги правам. Зошто ги правам? Дека имаме потреба за изразување, дека тоа не мора да биде глума, како што не е само глума. Да, ти се занимаваш со музика. Музика и улична уметност, и графити, и спорт, и се. Се кое што ме одржува мене условно здрав и нешто кое што мене ми дава простор јас да се изразам. Сите ние бараме начини да се изразиме. А театарот е мојот омилен терен на кој што јас може да се изразам. Ја не ги минимизирам останатите, меѓутоа сметам дека мене лично најмногу ми одговара театарот и не мислам дека само со глума можам да се изразам во театар, напротив. И со музика, и со светло, и со сценографија, и со костим, и со кореографија, и со сенки, и со што и да е алат, кој алат и да се користи во театарот, е прекрасен за изразување, како формат. Затоа што е сега и тука во овој момент. Тоа е прекрасното. Како беше на приемен? На кој приемен? На ФДУ? На ФДУ. На ФДУ? На кој приемен на ФДУ? 3 ги имав. Ме одбија 2 пати. Па тоа, првите 2 пати што се случи, како беше тој процес? Кој те спремаше, сам ли се спремаше, што избра? Да? Па сам се спремав, да. Сам се спремав. И како беше искуството? Првиот пат бев дете ептен, значи бев 3-та средно.
Бев трета средно и едноставно имаше приемен. Бев многу сигурен во себе, затоа што со тоа се бавам долги години. Си го гледам патот на каде треба да одам. Ова е следниот чекор, ова е нормална работа и така натаму. И се спремив. И исто така бев многу слободен, бев луд, бев, не знам, на тој приемен. И поминав прв круг, влегов во потесниот круг, во вториот круг, во последниот круг, во последните 20 со кои се работи интензивно. И тој втор круг не го поминав. Добро. И супер беше тоа. Бев, се разбира, многу разочаран, мене не ме сакаат. Јас не сум за ова, видете, овие сите што тие се глумци, јас не сум. Каде промашувам и добро. И после тоа, следната година немаше приемен испит. Добро. Значи се скока таа година на ФДУ. Јас запишав турски јазик и книжевност. И учев турски јазик и книжевност и положив само македонски. На филолошки во таа година имав положено само македонски и фонетика. Фонетика на турски, меѓутоа фонетика на турски исто така се учи на македонски јазик. Пошто другото се учи на турски и таму не научив ништо. Така што, да не речам, тоа беше бадијала. Факултетот. Овако. И после тоа дојде следниот приемен кај професорката Сузана Киранџиска. Таму исто така влегов во втор круг. И исто така не го поминав и тој втор круг и пак беше истото разочарување, овој пат поголемо беше разочарувањето кај мене дома. Кај мене дома беше поголемото разочарување, јас бев само нервозен затоа што знаев. Овако и бев многу изфрустриран, се разбирам. Мислам дека тоа се гледа по мене, дека по начинот на кој што го зборам. Се шалам. И дома моите беа многу, беа тажни, беа ете каде ние живееме, па да не може моето дете да учи ни школо, не знам што. Меѓутоа, многу им благодарам на Мими Таевска и на Сусана Киранџиска што ме одбија за тоа што го направија најдоброто нешто што може да ми се случи на мене. А тоа е, анализирајќи се себе, каков сум бил тогаш, ич не требало да влезам. Ич не требало да влезе. Значи, само лоша услуга ќе било доколку професорката Мими Таневска мене ме примила првиот пат кој јас сум посакал. Затоа што јас не знам дали воопшто ќе сум го завршил факултетот. Не знам. Се од тоа мене ми помогнало да ја сватам многу сериозно мојата работа за на третиот приемен испит кај мојата професорка Зоја Бузалковска да дојдам спреман повеќе од 6 месеци. Значи, јас сум почел да се спремам од март месец. И тоа не е ни така. Тоа ти треба да цело време да се спремаш. Ти треба цело време да читаш, да гледаш, да се отвараат идеи, да ти се отвараат начини, да ти се отвараат, да видиш кај се наоѓаш ти, пошто е генерално кај се наоѓаш ти. Нема точно. Не може да бидам никој друг. Значи не може да бидам Метју Меконахи ако ме учи мене, не е тоа. Него кај си ти. За виш кај си ти мора да гледаш, се поиш и поиш. Јас се спремав многу време за тоа, бев стварно многу спремен, имав избрано повеќе материјали со кои што може да отидам, имаше консултативни средби со професорката пред да биде приемниот и ги покажав сите идеи што ги имав спремно до тогаш. И соработуваше, се разбира, како и секогаш Зоја. И ми сугерираше кој е најдоброто за мене за тој приемен. Ја послушав, бев, ме прими и имавме одлични 4 години за мене, за вас професорке, не знам, тоа вие си знаете, можеби ќе прочитаме во некој од вашите наредни книги. Се шалам. Имавме супер забавно искуство, имавме супер уникатно искуство и ние, затоа што на нас не е прв пат, на Зоја не е прв пат да прими класа, меѓутоа и она имаше доста специфично патешествие со нас затоа што ни се случи COVID-19 кога бевме ние студенти. И тоа беше нешто кое што ја извади не од комфорт зона. Тоа беше нешто кое што она мораше да иновира, ја направи да мора да иновира во нејзината програма за да може да стигнеме до нешто кое што е условно задоволително, а тој потек беше Што правевте како? Тоа што работевме документарен театар. Тој семестар.
го спремивме тој испит кој што се викаше Антитело. Документарен театар е формат во кој што учесниците, значи не само актерите, туку и режисерот и останатите луѓе би можеле да влезат со нивни приватни искуства. Со приватни приказни кои што потоа се сценираат во различни театарски јазици, како на пример може да биде тоа реплицирање целосно на ситуацијата, значи да се направи вистински како било, или може да биде некаков формат на реминисценција кон тоа нешто што се случило, значи ние сега го кажуваме од друга гледна точка и ја раскажуваме приказната која што се случила. Да. Или не знам, може да биде да направиме песна за таа приказна и сега правиме така што не е битно, повеќе театарски јазици, која што е многу добар, многу современ формат на театар. Тоа се случува, таков театар работат повеќе режисери кај нас. И беше супер да го поминеме, затоа што тоа инаку не се учело до сега. Тоа инаку не го работеле на тој начин. Затоа што шестиот семестар, се учи современ театар и под современ театар некако долго време е ставен тој апсурд. Тој Ежен Јонеско, например, или Хармс, или некои абсурдисти од минатиот век, и тоа е сега современиот. Меѓутоа, требаше да се случи малку некој цим надвор од нашите комфорт зони, за да може да дојдеме до нешто кое што вистински ќе ни отвори очи, а тоа е документарен театар. А сега веќе го има како пракса? Или тогаш беше и тоа? Тогаш го направивме, се надевам дека ќе се задржи понатаму во програмата, сепак тоа е доста субјективна работа, пак ќе кажеме, затоа што современиот театар многу е битно да погоди во вистинско време, во вистинската мета. Ако ние го немаме, тогаш беше вистинското време и вистинската мета COVID-19, беше нашиот проблем. Ние влеговме да ги раскажуваме приказните кои што ни се случуваат дома. Тие приказни кои што на нас ни се случуваат дома беа многу важни да се слушнат од останатите луѓе, затоа што и тие луѓе се снајдоа дома со некои нивни проблеми кои што не ги очекувале. Не можеле да ги предвидат. Независно дали е тоа поврзано со болест и смрт на некој близок, или е поврзано со локдаун од 6 дена со човекот кој што ти си го избрала да биде човекот на твојот живот. И ти, меѓутоа, никогаш не си претпоставила како ќе изгледа 6 дена да бидеме заглаени заедно. Да не смееме да искочиме. Може да отидеме на одмор, ама на одмор, ако има некоја белја, па може да отидам на некоја пиво и ти да отидеш на некоја плажа. Ама сега нема да има ни пиво, ни плажа, него има конзерва. Дома сардина. Разбираш? Не, со тоа се може да тоа е зезнат терен. Дефинитивно. И така што ние се бавиме со таква тема. Тоа е прекрасно. Доколку класата или трупата сега, не мора да биде тоа на училиште, трупата која што работи документарен театар, доколку ја погоди вистинската мета што се случува денес, тогаш тоа е ќе биде прекрасна представа. Со субјективни приказни кои што некогаш авторите драмски или било какви не ги знаат. Нашите си ги знаат нивните, нашите не ги знаат. Значи, вака генерално може да заклучиме дека убаво искуство ти е факултетот за драмски уметности. Прекрасно. Супер. И во однос на дружби, и во однос на тоа што си го научил, претпоставам дека е така. Има едно прашање кое што веројатно многу луѓе го поставуваат, сите оние кои што доаѓаат и во театар и кога гледаат филмови, особено каде што има некои подолги монолози. Првото прашање на најобичниот човек му е добро како ги учат текстови. Тоа е најкласика прашање. Не знам. Како ти го правиш тоа? Јас Мене тоа стварно за човек кој што не се занимава со таа професија, тоа е чудесно. Мислам, стварно е волшебно. Не знам, тоа се текстови. Од оваа страна не се гледаат текстовите како текстови. Као колку многу имам, многу текст е повеќе од една страна. Вака сега да го земам оваа една страна, нема да ја знам. Така, секако е многу. Мислам, дали е една страна, или се 120 страни, или се 500 страни, еднакво не може да ги научиме. Така, еднакво чудно изгледа.
Што значи дека постојат методи сигурно за тоа. Меѓутоа никогаш фокусот не е на учење текст. Никогаш не го учиме текстот како што сега задачата мене ми е да го научам текстот. Не е тоа. Туку Добро, затоа се читачки проби веројатно и сето тоа. да, меѓутоа и на тие читачки проби, нас не е фокусот сега јас го читам ова, па сега го тргам на страна, да се биде или не прашање сега да поблагородно за духот. Не е така. Не личи така тоа учење текстот. Туку не знам, например, еден познат метод е методот на Станиславски на подготвување на некој лик, односно руската школа, каде што на тие читачки проби во таа анализа важно е како дел од останатите работи кои што се работат паралелно да се подели текстот на парчиња. И се дели текстот на теми за кои што ние разговараме. Ако ова си го читаме ние текстот, така и сега тука разговараме ние, не знам, за нашето дете. Да. И во еден момент ти викаш, ама неговата учителка рече, и сега се префрламе за градинката на... Не, тоа е друга тема. Значи тоа и таму се става линија и оваа тема е темата за детето. Тоа е едно парче. Темата за градинката, второто парче. И на тој начин се дели, значи целиот текст се дели на... Тоа е како фолдери. Онака, веројатно така ги меморираш. И колку добро. Затоа што и во реален разговор, кога ние би разговарале реален разговор, јас би ја сменил темата сега, например би те прашал Кими Рајконен дали се сеќаваш која беше последната него, готово е. Нема како, знаеш, тешко е да овак. Така што таа тема кога ќе се отвори, битно ни е да знаеме ние кај се наоѓаме. Сега разговараме за детето и тука сме. Па работејќи ги нашите ликови, ти твојот, јас мојот лик, ние знаеме што сакаме да кажеме. Да. Знаеме. И колку повеќе го знаеш ликот, толку поточно го знаеш текстот. Затоа што тој лик не би се изразил поразлично. Да. Сега ова зборуваме за квалитетни драмски автори кои што едноставно немаат дупка. Има автори кои што немаат дупка. Тој лик го има напишано перфектно, го има исчистено од сите можни сопки кои што може тебе да се случат. И ти му веруваш на него. Го учиш практично ликот. Го учиш ликот каков е. Па преку него, од него излегува самиот текст кој што ти знаеш, вајс верса е. Преку текстот ти го учиш каков е ликот и кога ќе го осознаеш ликот, ќе излезе самиот текст низ него. Така некако е. Не се учи тоа на памет. Тоа не постои. Значи, на ова имам само една реакција. Значи, така не интересно. Јас си го немав одговора на ова прашање. Предобро, виш. И добро што сме на подкаст, ако беше интервју ќе немавме време, на второто ќе ми кажеш, значи парчиња, окей. Кажи ми со бендот. Одма идеш на друго. Да, така што супер, фала што имавме време да го објаснам целово и на себе да си го кажам некако. Ама супер, знаеш, не стварно многу луѓе ги интересира, затоа што и тоа е еден метод. Значи има повеќе методи. Има различни методи, начини на кои што се прави театар и во ниеден од нив не е фокусот. Научи го текстот и кажи го текстот. Добро, сега тука секогаш има простори за импровизираш? Ако има простор. Ако има простор. Значи, едно од најважните работи што сум ги научил на училиште, односно на факултет, на училиште го викам нагалено, факултетот, тоа е дека мора максимално да му веруваш и да го почитуваш. Под број еден текстот, односно со тоа и авторот, значи текстот, режисерот и екипата со кој што работите. Тоа се трите работи кои што не смееш да ги разочараш. Така. Сега, доколку авторот е таков автор кој што дозволува да има импровизација внатре, тогаш ќе има. Доколку режисерот ми дозволи да имам, тогаш ќе има. Доколку моите партнери ми дозволат да има. Така е, Затоа што има актери кои што едноставно работиме во моментов, субјективно работиме со различен метод. И сам мојот метод може би дозволува да имам импровизација. Јас да летам со зборовите и со играриите кои што ни се случуваат, а неговиот субјективен метод не го дозволува тоа. Он може би се врзува за мои работи фиксно. И во еден момент
може слободно да ми каже, Лазете, молам, фиксирај го, ова ми треба, значи, се држам за тебе. Да. Ако ти мене ми леташ, значи, така, тие работи зависат, импровизацијата зависи од сите овие три филтри. Што јас не сметам дека е лошо, напротив, добро е. И импровизација сакам да правам, затоа што е оваа наша жива сега и тука уметност ја прави уште пожива и уште по сега и тука. Да. И секоја следна изведба ја прави уште по интересна ако ја сите знаеме да комуницираме. Така. Внатре сме во ликовите, во приказната и тогаш импровизацијата само може да не освежи денес. Денеска да имаме уникатно чувство, наместо да имаме секојдневно чувство на репертоарот на театарот. Туку денеска е само денес. Да не стане рутина, точно. Тоа е прекрасно. А во однос на блокада или не знам те фати смеење, например, не знам, ја мислам дека мене секогаш кога не треба ме фаќа смеа, онака некој психолошки прешер, притисок, онака. Јас сум многу млад. Немам многу искуство. Добро. Меѓутоа, од моето досегашно искуство вака. Значи, јас сум излезен од ФДУ пред 2-3 години, пред 3 години излегов од ФДУ. На ФДУ тоа не се случува. На академијата не се случува затоа што си таму, мислам мене не ми се случувало, затоа што таму сме 24/7, цело време си у тоа, го работиш, испит ти е, едноставно немаш така, просто задача го да, имаш фокус. Имаш фокус. Сега се работи на ова, тоа е тоа. Да. Знаеш, ние немаме таму репертоар, па сега оваа представа ја играме, си ја затворил представата, готова е, сега го играме ова, па ова. Ретко се случува тоа. Значи, генерално се игра тоа кое што е сега, спремно, и многу тешко се случува таму да има блокада, затоа што има и поголема одговорност према предметите. Меѓутоа понатаму. Исто битно е дека на академија ние немаме суфлер. Не се учи со суфлер, нели, затоа што си на академија. Ако ти треба суфлер, тоа значи дека ќе го паднеш испитот. Многу едноставно е. И сега, во театар постои позицијата суфлер, која што е многу луда позиција, нешто кое што јас не го знаев. Не знаев што всушност значи суфлер. Суфлер е една многу тешка работа. Суфлер е човекот кој што вака општо се знае дека е тој што им на представи им шепка кога некој ќе го заборави текстот, меѓутоа не, извинете што излегувам од прашањето, ама мора суфлерската да се позиција одбрани од секоја страна затоа што сум изненаден. Суфлерот е овде целиот процес на подготовка на представата. Он го следи И ги запишува сите можни варијации што актеров си ги прави, за во случај ако тоа се задржи, да мора тоа да му го суфлира утре. Значи, он го има вистинскиот текст како е. Ако актерот го заборави вистинскиот, ама ти не знаеш дали тоа ќе биде вистинскиот текст. Може би утре вистинскиот текст ќе биде наместо слободен печат, јас денеска да кажам печатот што беше слободен. И мора да биде печат. Пошто ако ти го ми кажеш слободен печат утре на представа, нема да ми текне, пошто за мене е печатот што беше слободен. И така што ова е јас што имам забележано, можеби е по голема работата на суфлерот, меѓутоа и ова што јас го знам е, значи, страшна работа. Сега. Ние не сме научени на суфлер и не сме научени да ни се случуваат блокади од академија. И јас излезен од тој еден бубањ, работам, театар, доаѓа супер, не ми се случува да се блокирам или нешто, но се случува репертоар, каде што се случува да парови не е игра на 2 месеци. После 2 месеци немало време за проба, немаме проба, идеме да ја играме представата, која што е прилично јасна, установена и ја знаеме каква е. Некоја има некоја структура. И јас таму во парови имам една сцена каде што имам 2,5 страни текст кој што оди како монолог еден. И играм јас парови. Нешто скокам некое парче, знам дека сум го скокнал, па сакам да се вратам на парчето што сум го скокнал пошто ми текнува, се враќам на парчето и не ми текнува како треба да го продолжам сега, пошто веќе го истумбав. И готово, блокиран сум. Тоа чувство е прекрасно едно чувство, значи таму едноставно одмараш, затоа што тоа трае во вистинскиот свет 2 секунди, меѓутоа во твојот свет тоа трае
еден голем одмор, 15 минути, мислам, Да. И јас во таа сцена сум со мојата драга колешка Ивана Павлаковиќ, само ние сме на сцена, каде што она седи позади мене како во такси сме, она е на задното седиште и јас се блокирам. Целосно овде е целата публика што чека јас да го продолжам ошто го мелев. И вака се вртам само на кај Ивана. Ивана нема нешто многу што да ми каже, пошто она ме слуша во таа сцена, јас сум и таксист, што ќе ми каже? Ти му кажуваш на таксистот што да збори? Не, он се збори сам. Ти не му кажуваш. Ивана ме гледа и таму некаде е суфлерот. Жаки, мојот прекрасен суфлер на парови. И Жаки, јас тогаш прв пат слушнав суфлер за мене, Жаки од таму ми го кажува текстот. Жаки мене ми звучи како да збори неповрзани работи. Јас ја разбирам. Значи, единствената работа на суфлерот е да има добра дикција. Значи тоа е. Да се слушне, но ја разбирам што ми збори Жаки, меѓутоа тоа не ми значи ништо на мене. Не знам како да ти кажам. Не знам како да ми збори некои си рандом зборови. Пепељара. И Германија. Што има врска? Никако не влага. Нема, не сум работел со суфлер, не сум учел со суфлер. И ништо не ми помага. И како? Овако, Жаки, и тогаш си се вратив само на водечката тема на мојот лик. А тоа е дека пред 2 сцени жена му го остави. И он, жена ми, ова што ме остави, извини, што ти менјам тема, ама тоа со жена ми, и така некако влегов во тоа за жена ми, и таму некаде се најде крајот. Таму некаде, на крајот на сцената, он разговара за жена му, се отвара, па доаѓа до... Да. Така што, мислам, иако ова целово што го раскажав, ова цели овие 3,5 минути, не знам, мерите таму режија. А тоа се е во таа секунда и пол. Да. Тоа е во вистинско време секунда и пол. Ја ги раскажам во секунда и пол што прави главата. Ете тоа е. Ете тоа е вака зумирано блокада. Моје искуство со блокада. Не ги знам другите искуства со блокади. Има други луѓе играат со суфлер, им помага суфлерот им е главниот партнер и супер си проаѓаат тие луѓе. Каде што суфлерот работи, едноставно на таа представа доаѓа и на работа е суфлерот, цел текст го има да го кажува, знаеш. Има се случува и тоа. Да. Меѓутоа, да, мене ми се случило еднаш и ова е моето искуство. Добро, најс. Поздрав, Жаки. Браво за Жаки, иако не многу ти помогнало тебе лично. Нема шанси, готово, углавата е празно, нема врска, ништо, не знаеш кај си, што си, почињаш да ги гледаш сите, не постои магија, ги гледаш рефлекторите, столчињата, ги гледаш како сцената кај изгребана доле даската, у публика кој те гледа, еве, а сега бившата, леле, ме гледа дека се брук, нема, ништо не од ова. Готово е тоа, кој ќе се исклучи. Ова е се у секунда и пол. Да. Цел свет нов. Ама добро. Мислам, штета, не треба се случуваат вакви работи, меѓутоа... Добро, па живи луѓе сте на крај. Живи луѓе сме, да. Може тоа, никогаш ништо нема да го смени, дури ни artificial intelligence, вештачка интелигенција. Апсолутно. И затоа е драгоцено, затоа имаме сега прича. Да. Може би таа изведба не била најдобрата, ама еве имаме приказна. Така, па дури и за тие кои што биле на таа изведба која што не била најдобрата, еве им ја приказната, нека се покрие. Да, ќе им текне. Ај да бе, тогаш он која ќуташе 1 секунда. На сцена. Добро, интересни искуства. Ај малку да смениме тема. Виж, дека сега знам точно колку траеме. Добро. Јас не знам, можда многу зборам. Не, па тоа е поентата. Поентата на подкастот е тоа да збориш. Не знам, многу интересно вака со тебе. Не сме се виделе демек, па се видовме на промоција кај Дина Шари и што броиш Ана, како си Лазе ти, како си добар бе, еве имам ова. А да те викнам да ми го кажеш. Да, не мора сега. Па окей, фала ти ќе одам да си зборам со тејка. Па тоа е поентата, нели? Затоа и пред да кога ти ја видов раната, викам не го прашај. Не го прашај што мој ќе прашаш кога ќе влезете во студио. Ај малку за музиката. Ајде, да.
што се дешава на тоа поле, на таа тема, до кај сте, што правите? Па извадивме зимава тоа новогодишното EP, извадивме краток албум 5 песни за Дедо Мраз. Ма прекрасно. Да. Каква луда екипа е тоа, не можам. Сторителинг за Дедо Мраз, една извртена приказна од таа која што ја знаеме за Дедо Мраз со 5 видео спотови. Албумот се вика Дедо Мразам, го има на Spotify, го има на YouTube со 5 спота. Колку е тоа гениално, човече, Дедо Мразам. Да. Мислам, не е толку површно, отвора суштински проблеми околу тоа. Ќе се согласите повеќето од вас што слушате и тие, а тоа е дека секоја година се повеќе и повеќе се губи таа новогодишна атмосфера, се губи целата поента на нова година и на славење и на Дедо Мраз и на поклони. И одлучивме малку да го раскажеме тој апсурд. Малку кој е крив за тоа? Дали е Дедо Мраз крив за тоа или се криви овие новиве деца со тоа што му го бараат? Кој знае што му бараат на Дедо Мраз? Новите деца, не знаеме што му бараат, така што не знаеме кога е проблемот. Да. Што е многу сериозна. Ма не отвара аспекти, човече, тргувајќи од тоа па до тоа. Дедо Мразовциве, дај не ги бунете децава, човече има 10 на плоштад. Што ви е? Јас во 11-тиот. Да? За време на тоа снимање, ја во 11-тиот. Така што, да, тоа беше последното што го извадивме, значи зимски албум, новогодишен албум сме немале, одлучивме го направивме. Сега годинава имаме со Допкуѓата концерт на Дифест во Штип. Таму ќе покажеме некои нови мотиви, некои нови работи кои што не сме ги правеле до сега. Тоа е излегување со целосен бенд, значи со свирење на инструменталите наместо да одат како секоја друга рап група во позадина. Така што одлучивме да исчекориме во таа насока. Не велам дали е добра или е лоша, едноставно не знаеме. Меѓутоа тргнавме малку во таа насока да видиме тоа што ќе ни донесе на нас. Тоа е следно што може да го најавам за фиксно. Понатаму се надевам дека таа екипа ќе работи на следен албум, затоа што 2026 е време за следен Допкуѓата албум, пошто ние сме како светско првенство. 2018 беше излезен 3018 албумот, 2020 излезе овакво 2020 излезе оној во ковид албумот што го извадивме, меѓутоа тој е од дома, тој немаше промоции, немаше ништо, како микстейп, така што после 2 години, значи 4 години од претходното издание на CD, беше во 2022 година Супергруп Бојбанд, албумот кој што ни донесе многу концерти, со кој што осетивме што значи да се биде музичар, а не само идиот кој што снима музика во студио кога нема што да прави. И сега следи 2026 и очекуваме дека сериозно ќе се свати. Сериозни сте? Да. За да ме сватат сериозно, да. Не мора да не сватат сериозно. Да. Значи вака меѓу нас Допкуѓата е сериозен бенд. И ние многу сериозно работиме на таа несериозност која што ја пласираме. Значи луѓето нас не гледаат како некои малку не така сериозни дечки, меѓутоа ние многу сериозни. Тоа е поентата. Така што тоа се случува. Да, значи, многу сериозно работиме на тоа како изгледа една лабава, несериозна, неконтролирана работа. И тоа е многу тешко, се исконтролира нешто кое што е на видум ваква, оди на сите страни, не знаеш кај се наоѓа, при тоа тука сме како кој кога не може вторник, вторник има тезга. Како ќе направиме проба за тоа? Добро. Ете, и така натаму, како и сите други досадни работи. Да. И тоа е тоа, креативата ме интересира. Значи, добро, каде се ја трошиш креативата? Допкуќата,
Театар. Тоа Имаш е, ли? тоа се полнежи и вентили. Значи, од една страна се полниш од сите работи кои што ти се случуваат на тебе или во општеството или било како, се полниш со работи од надвор, тие работи се талажат и после тоа излегуваат од сите страни. Да. Јас тоа го гледам Така. за себе на тој начин. И јас едноставно си имам работено на повеќе вентили да може да излегуваат сите работи кои што се таложат во мене. Затоа што мислам дека тоа е вистинскиот начин на кој што треба да излезат, пошто инаку би експлодирал. Кога не би имал доволно вентили да ги пуштиш, да излегуваат работите, ќе експлодираш. Кај што не треба, ќе експлодираш дома, ќе експлодираш кај твоите блиски, ќе бидеш едноставно неподнослив човек. Мислам, не дека сум се нешто многу поднослив, немојте да мислите. Меѓутоа, овие сите вентили ми помагаат да се одржам во нормала, затоа што ваму ќе биде театар, и тоа што не можам да го кажам во театар, затоа што не можеш се да кажеш. Не можеш, да. Ќе биде во студио, ајде малце у студио, дајте инструментал нешто, имам тука што да кажам, па пробуваш, па таму излегува втор вентил, ваму излегува трет и на тој начин се празниш од работите. Тоа е ти си само филтер, ништо друго. Влегуваат работи, се филтрираат и излегуваат насочени во повеќе работи. И тоа е прекрасно, тоа не го мислам за каде ја трошам сега јас мојата креативност. Нема тоа, не знам, тоа трошење креативност, не знам дали постои воопшто. Може да се потрошиме во енергијата која ќе даме, си уморен, више, меѓутоа креативност, идеи, жив процес е си. Фала му на хороскопот, идеи имам. Да. Од 5 до 2000 на ден. Во тој распон сум од велика. Од 5 идеи до 2000 на ден. Така што во секој момент имаш нешто да. Само што треба да се најде правиот начин. Ете, тоа така некако функционираме. И благословени сме што работиме уметност, што не работиме некоја друга збајатена професија. Па добро, да. Уметниците се благословени, другите луѓе избрале такво нешто, така да секоја чест. Да, се разбира, меѓутоа кога би бил нешто друго, мислам дека би полутел. Да, за уметниците е казна, да, затоа што тоа се го носиш во себе и стварно тежи ако не можеш да го изведиш. Сега, полнежите, како што ги твој речник да употребам. Сега, да, тебе те полни секојдневие сите работи, веројатно се што се случува, меѓутоа некогаш некои работи пак избираш. Сакам да прашам следнаш пред слободно време што те исполнува. Тоа беше прашањето, сакам да звучи некако поубаво, се шалам. Значи, што е она што Лази сака да го прави кој ќе остане сам со себе, со луѓето што ги сака, што е она што те одмара. Значи, кога сум со луѓето што ги сакам, играм фудбал, по 9 пат во подкастот, а кога сум сам, ги барам луѓето што ги сакам за да играм фудбал. Не можеш така. Не можеш така да ми одговориш во мојот подкаст. Да. Значи, те молам, немој така да ми одговараш. Се шал. Па, кога имам слободно време, тоа не е многу често, кога имам слободно време, гледам да биде некој убав хајк, да отидам макар на водно. Гледам да оставам, да фрлам телефони, моите блиски го знаат тоа, дека фрлам телефони, ги фрлам и тоа далеку ги фрлам, во зид ги фрлам и така надаму. Ти го видов телефонот. Се гледа дека претрпел многу. Така што некако активно се бавам со тоа да оставам телефон. Решавам судоку во задње време, да, решавам судоку и решавам крстословка. Кога сум сам и гледам да си ги завршувам книгите што ги почнувам кога викам дека читам книга. И го правам тоа. Ги завршувам книгите. Сега кога сум во процес, кога работам процес, гледам да не се цимам од тој процес со книги кои што не би биле поврзани со материјалот на кој што работам, па затоа гледам доколку има нешто кое што би ме инспирирало во однос на ликот, пак затоа што
и таму, тоа театар која работам, тоа не е мак, знаеш, тоа е исто така слободно време, како што ти кажа преска, дека ова сега е наш разговор, са не си ти на работа овде. Мислам, ако е нешто од кое што можеби заработуваме, меѓутоа затоа сме го одбрале ова, за да не одиме на работа. Знаеш, туку да е стварно. Така што насочено кон театарот и ликот да бирам што би читал. Тие работи правам кога сум сам. Гледам да и сега растенија ми е сега. Да, бе, рече ги погледам цвеќиња. Да, растенијата ми се сега, мора признавам дека е прекрасен спорт. Мислам, има луѓе што трчаат на кеј, ништо лошо, ама да полеваш цвеќиња е прекрасна работа. Дали имаш многу цвеќиња дома? Немам многу, имам неколку. Значи, ова си стартер, ова сега почетник си сега. Да. Значи... Као дисциплина сега кој откриваш. Да, значи веќе овакво година дена сум со тоа. И затоа што не знам, кога си отидов од дома, од кај моите, кога се преселив да живеам сам, одлучив станот да ми биде многу едноставен, да нема многу работи внатре, да ми биде како у хотел, затоа што кога одам у хотел се осеќам добро и си викам сега дома ќе ми биде како хотел, ќе дојдам со еден куфер овлека, толку е. Меѓутоа, после година дена живење така, сакаш дека ти фали малку живот внатре ако живееш сам. Не би имал многу време за да земам животно и би ми било жал доколку го запоставувам, затоа не би земал животно, вклучувајќи и луѓе, пошто животни сме, нели, ништо посебно не сме. Така што оно што останува е растенија. И мислев дека растенијата ќе ми го заживеат домот и тоа и се случи. Земав едно растение, првото растение кое што го земав беше хибискус, еден прекрасен, кој што ми го подари мајка ми. И хибискусот едноставно цветаше, беше супер и после тоа више не цветаше, затоа што јас не знам како се прави тоа. И не ми кажале дај му вода во понеделник, оти вода во понеделник, зошто не живееш? Што е работата? Така што криво ми е за тоа растение, се обидов да му помогнам максимално што можам и преку тој начин навлегов во светот на растенијата, на земјата и на се останато. Па му земав другарче на тој хибискус. Еден кактус белким нема да го убијам. Еве кактус нека има тука, па ќе видиме понатаму и еве сега сум со 8 или 9 растенија кои што супер си функционираат во мојата дневна и мандарина која што е на тераса, пошто она сака да биде надвор, мене ми ја поклонија моите прекрасни колешки и пријателки за роден ден во стан. И сега во станот беше супер, убава беше преку зима и преку лето требаше да излезе на тераса и сега седи на тераса сама, ама ќе најдеме другарчина нејзе. Добра, големка е вака родила до сега? Мандарината не, мандарината имаше 2 години кога ми ја подарија, сега значи дека има 2 години и 4 месеци. И не, уште нема плод, уште нема плод, меѓутоа полека си ја гради својата крошна. И ќе видиме како ќе функционира, нека е жива и здрава, не мора да е плод, плодот е награда. Плодот е награда, ние треба да живееме заедно, јас да живеем и она да живее. Ние си живееме, па ако ме награди со некој плод, тогаш ова како можем да ти го исечам без мандарината напред, тотално нема да сватат дека за мандарина збориш. Да. Ама добро, за мандарината е муабето. Нека вроди со љубов. Љубов. Ај кажи ми како ја доживуваш љубовта. Не ја доживувам. Чекај малце, се шалам се. Немој се, колку време имаме се, кај го прашуваш ова се? На крај. На крај? Точно саат време трае. Каде на крај? Па тек почине, ова е втора епизода е сега. Првото прашање од втората епизода е ова. Ајде сега, ама зошто бе? Љубовта е супер тема за муабет. Да. Па да. Прекрасно. Па како не, љубовта е тоа не често. Многу ствари често луѓето ја врзуваат за партнерска љубов, за романтична љубов. Не бе, луѓе
љубовта е поим, бре, тоа Ја видам важно. мојата реакција и сега се политички се искоригира. Тоа се случи. Ајде да направиме рилче од ова режија. Дека ја видам мојата реакција и политички се искоригира. Знаеш, љубовта не мора да биде љубов кон партнер. Еве, те гледам дека нешто многу се возбуди за растенијава, се возбуди за статуата, се возбуди за музиката. Еве, кажи уште нешто околу тоа и да го затвориме подкастот. Те молам сега, ајде, не се знаеме ние тука. Не. Се шал. Љубовта е многу специфична работа, некоја која што јас очигледно не ја разбирам како што треба. Не знам што е. Не знам како ја доживувам. Се разбира дека трагаме по неа цело време. И затоа што е нешто кое што ни прави да се чувствуваме убаво кога има неубави работи. И да видиш како извади нешто. Тогаш трагаме по тоа, затоа што кога ни се случуваат неубавите работи и уште кога немаш љубов кон работите или кон некој партнер или кон нешто, тогаш многу тешко се поднесува тоа. Мислам, за луѓе како мене кои што не се религиозни, за нас остануваат само луѓето околу нас. И како што полека ги нема луѓето околу нас, односно еве ги нема вистинските луѓе околу нас, може би таа самотија и осаменост е многу клета работа. И тоа е нешто кое што нас не тера да останеме константно во потрага по љубов, за да не се случуваат такви работи. Да се пополни дупчето. Да, ова не беше прашањето за осаменоста, беше прашањето за љубовта, меѓутоа од мојата гледна точка, од мојот агол, ова е одговорот. Ама видиш како убава работа кажа. Баш онака убава работа кажа за тоа дека кога ни се случуваат неубави работи, тоаш не треба нешто убаво како љубовта. Па љубовта не разочарува, искрената љубов не разочарува. Да, Што си сакаш нешто премногу и кога е тоа со тебе, е окей. Да, и кога е за човек, и кога е тоа возвратено, кога некој тебе те сака, и кога некого сакаш, тоа е искрено. Тоа е секогаш позитивно чувство. Мислам, не знам. Еве само може би пак рационализираме нешто кое што не се рационализира. Меѓутоа од надвор од љубовта, вака која ја гледам, така можам да ја Така изгледа, не знам. Така можам да ја дефинирам. Да, ама добро, не, баш е со секоја љубов така, затоа што и мандарината беше. Да. Па и таа ти враќа. Како не? Расте, живе, Како не? тоа, да. Затоа, мислам, тоа и го кажав на Да, почеток да. на моето со растенијата, Да. дека живеам сам и дека ми требаше живот и земав живот. Да. И на тој начин функционираме. И многу убаво се гледа кога не сум расположен, како и растенијето не е расположено. И тоа се случуваше многу често, кога беше едно растение. Затоа земав други, они меѓу себе да си презимаат енергија. Дел од маката. Да, и се да се презимаат споделат енергија, убаво оние си љубов. живеат кога не сум ја Да, дома. да. И тоа се случува. И мене ми е прекрасно кога монстерата која што ми ја поклони мојот колега Минго, актер, работевме еден процес заедно пред скоро, еден испит на ФДУ, ми поклони монстеричка. И монстеричката, тоа беше растарче од голема монстера, 2 листа, не мрдна 3 месеци. Јас си мислев дека нешто не е уреду, меѓутоа не е овена. Не е овена сега девојкава. Али нема ништо дале. Не знам што се случува. И еве пред 3 Зашто дена. стагнираме во односот нешто. И еве пред 3 дена од листот на монстерата, вака од внатре, вака трак, излезе едно мало цилиндарче. Што се случува? Вечерта и са бајлето си се отвори тој лист и премногу се израдував и му се јавив одма на Минго да му кажам монстерата иде дале. Тоа е прекрасно чувство, не е само чувство, тоа се прекрасни бои. Таа боја на тој лист не постои. Не постои. Тука.
така. Не по нигде, вештачки тоа не може да Тоа зеленкото Да. такво кога ќе излезе прво, тоа е. Крај. И такво е фрагилно е, не можеш да го допреш, леле се тука излегуваат некои реченици како исто у монтажа онака лазе љубовта, па тоа е фрагилно нешто, не можеш да го допреш. Ги сеќаме се. Да. Така што Супер. да, растенијата ми се прекрасни. У моментов прекрасна комуникација имаме. Пошто ќутат за разлика од другите партнери. Се шалам. Се шалам. бакаш, да. Се шалам, се шалам. Абе, готово. Се шалам. Се шалам, сум имал партнери кои ќутеле исто така. Добро, па се не има секакви шо. Некој ќе ќути, некој ќе збори, ама ќе се најдеш. Лазе, саат и 5 минути од прилика траеме. Прв пат знам колку траеме. Ова е преседан. Ми беше драго што дојде да си помуабитиме, што Јас не го сум направивме муабетот кај Дина него тука. Да. Се надевам дека не пренесовме некои фини искуства на тие што сакаат и ќе не гледаат и не знам. Тоа е субјективна работа. Ја ги дадов моите. Да. Моите најискрено ги дадов моите работи, уопште не нити калкулирав, нити нешто што ќе биде, си кажав што имам, па сега кој како ќе си го земе, со здравје нега си го Нека носи. си го носи. Многу успех понатаму, многу уметност. Вентилите нека бидат отворени цело време и да се гледаме за убави работи, се гледаме на The Fest. Да, ти благодарам што ме викна. Се гледаме, пред тоа се гледаме на Војдан Чернодрински. Да. Прилеп на Војдан Чернодрински игра парови, кој што е целосно едно прекрасно македонско дело на Ана Аристовска Трпеновска е текстот и режија на Ивана Ангеловска и драмски театар. И сега сме на Војдан Чернодрински, одиме да покажеме што имаме. Ајде. Тоа е, имаме исто така и глумците пеат, дојдете да гледате. 8-9. Заборев скроз, тие се први, уствари прво на да. тоа се гледаме, па на све 8-9 јуни глумците пеат, Добро. 10 јуни Војдан Чернодрински парови. Супер. И следно е Дифест јули, така што Да. тука сме, имаме Тука работи. сме, Добро е што има. се видовме да ги кажеме. Да. Работиве Да, и тоа е, фала ти што постоиш. исто. Да се збори ова, треба. Дечки, вас фала ви што не гледавте, секој петок го правите тоа истото. Не гледате точно во 8 сана на ти. Чао.